Му кажавме збогум на директниот пласман на светско. Вчера немавме среќа на надпреварот со Казахстан, но шансата не е загубена. Започнуваат вести на Слободен печат. Добре дојдовте. Македонската фудбалска репрезентација одигра само 1:1 против Казахстан во Скопје и ги намали шансите за директен пласман на светското првенство 2026. По овој резултат, црвено-жолтите ќе мора да ја бараат својата шанса за бараж во последниот меч од циклусот против Велс во Кардиф. Денеска и утре посебен сообраќаен режим во поширокото централно подрачје на Скопје, поради посета на председателот на Република Словачка Петер Пелегрини. Словачкиот председател ќе биде пречекан од председателката Гордана Силјановска-Давкова со највисоки државни воени почести на церемонија во незиниот кабинет, пошто ќе биде одржана тет-а-тет средба, а потоа и пленарен состанок на македонската и словачката делегација. Исто така утре во официјална посета на Македонија ќе пристигне и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Од тие причини СВР Скопје, единицата за безбедност на патниот сообраќај, ќе преземе мерки за регулирање на сообраќајот по сообраќајниците во центарот на градот. СВР Скопје упатува апел до сите граѓани учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите кои ги даваат полициските службеници. Неосновани се наводите од јавниот обвинител на Македонија. Се вели во одговорот на адвокатската комора по нападот на обвинителот Куцевски на изјавите на некои адвокати. Во дописот неосновано се тврди дека адвокатите изнесуваат своји ставови и коментари по однос на поднесеното обвинение без воопшто да се запознаени со содржината на обвинението и доказниот материјал. Ова не е точно, бидејќи сите адвокати го имаат добиено обвинението, а со поднесување на обвинението истото е достапно за јавноста, со што се достапни сите наводи и докази во обвинението. Напоменуваме дека адвокатите со ништо не го нарушиле угледот на судот. Согласно Уставот, законите, одлуките на Европскиот суд за човекови права, како и Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на професијата адвокат. Истите имаат право и должност на слобода на изразување, односно да изнесуваат правни мислења, критички осврти или коментари поврзани со постапки од јавен интерес. Исто така, согласно овие домашни и меѓународни акти, адвокатите имаат право да ја информираат јавноста за прашања поврзани со случаите на нивните клиенти, се вели во одговорот од адвокатската комора. Остануваат уште 4 дена до изборниот молк пред изборите што ќе се одржат на 19 октомври. Изборните активности на партиите продолжуваат и денеска. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ќе има митинзи и средби со граѓани во општините Пробиштип, Кратово, Ранковце и Крива Паланка. Кандидатот за градоначалник на град Скопје Орце Ѓорѓиевски ќе ја одржи пресконференцијата. Опозицијската СДСМ денеска попладне ќе ги посети скопските општини Сара и Чаир. Вечер караванот на СДСМ ќе биде во општините Новаци, Ресен и Бидола. Представници на Вреди ќе имаат средба со Стопанска комора на северозападна Македонија. Председателот на Левица Димитар Апасиев, кандидатот за градоначалник на Скопје Амар Мециновиќ и носители на листи и кандидати за советници ќе имаат средби со граѓани во Киселавода. Пресконференција ќе одржат подпредседателот на ДУИ Арбер Адеми и кандидатот за градоначалник на Сарај Рамадани, како и независниот кандидат за градоначалник на Скопје, поддржан од граѓанската платформа Независни заедно Горан Марковски. Скапата храна и големите суми кои се одлеваат од семејниот буџет се најголемата причина што речиси 40% од македонските граѓани барем еднаш дневно проверуваат што имаат во фрижидерот и во кујната, а 23% тоа го прават еднаш неделно. Попис на зајлихите никогаш не прават само 2,6%, покажа истражувањето на Организацијата на потрошувачите за потрошувачката и фрлањето на храна. Од ОПМ за Слободен печат додаваат и дека старата традиција за празнење на чинијата до последниот залак и натаму е важен податок за тоа како македонците се однесуваат на трпезата. Околу 41,4% од граѓаните признаваат дека фрлаат барем една порција готвена храна во текот на една недела. Темата е на Сонја Кириџиевска. Скопјани очекуваат топли домови, а не да се греат под кебе.
Од утре официјално стартува грејната сезона, која годинава поради неочекувано ниските температури започна на почетокот на октомври, но сепак поради различни дефекти, радиаторите не беа топли во домовите на сите потрошувачи во Скопје. Преку системот за централно грејење со кој управува АД ЕСМ се греат околу 66.000 потрошувачи, од кои 65.000 се домаќинства, како и над 1000 деловни потрошувачи, во кои се вклучени болници, здравствени домови, средни и основни училишта и детски градинки. Сите тие очекуваат во наредните месеци да имаат топли радиатори и нормална испорака на парно, за да не мора да вклучуваат дополнително клими. Од ЕСМ снабдување со топлина информираат дека испораката на топлинска енергија ќе се одвива секојдневно по строго утврдени правила и диаграми, што зависат од атмосферските услови и надворешните температури. За ова истражуваше Анита Стојковска. Македонија освои сребрена награда за развивање на темата на светската изложба во Осака. Признанието ја вреднува креативноста, концептуалната јасност и автентичниот начин на кој националниот павилјон ја оживува централната тема на Експо 2025. Дизајнирање на иднината за нашите животи. Македонскиот павилјон, преку иновативен пристап, културно-наративно ткање и современа визуелна презентација, успеа да ја раскаже приказната за земјата како мост меѓу традицијата и иднината, со фокус на поврзување на луѓето, архитектурата и хуманоста, соопштија од Генералниот секретаријат на владата. Во соопштението пишува само дека Македонија освоила награда, без да се спомене дека тоа е втора сребрена награда и дека златната во оваа категорија отиде кај Узбекистан, а бронзената кај Словачка. Косовскиот премиер Альбин Курти работи на дестабилизација на србите во Косово, а се шпекулира и во Македонија, изјави српската политичарка од Косово Рада Трајковиќ. Таа оцени дека изборите во Косово бараат сериозна анализа. Предупредува дека иднината на српските општини од север ќе биде полна со предизвици меѓу српската локална самоуправа и централната влада, особено ако владата на Косово ја предводи репресивниот Курти. Физичка блокада на петата Белградска гимназија започна вчера вечер. Ова го потврди веде директорката на гимназијата Данка Нешовиќ. На одредени социјални мрежи беше објавено дека пленумот на учениците гласал училиштето да оди во физичка блокада 24 часа, додека на други е напишано дека тоа ќе трае додека не се исполнат барањата на учениците, кои бараат оставка од Нешовиќ, избор на нов директор од редот на наставниците во средното училиште, свикување и формирање на училишен одбор кој не е свикан од септември и сите суспендирани или отпуштени наставници да се вратат на своите работни места. Смислиле работа каде што може да заработат до 300 евра за само неколку часа. Хрватска пошта започна пилот проект во Загреб, нудејќи им на станарите можност за дополнителен приход за минимална плата. Жителите на големи згради можат да доставуваат пошта во сопствената зграда за одредена надокнада, со што стануваат службеници на Хрватска пошта. Проектот наречен Достави пошта во зградата и заработи, привлече голем интерес. Се пријавија повеќе од 1500 луѓе од Загреб. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте изјави дека е потребно земјите членки на Алијансата да издвојат 3,5% од БДП за да ја одржат безбедноста на Атлантикот, Арктикот, Европа и Соединетите Американски држави. Живееме во опасен свет, а заканата не е далеку, предупреди Руте на седницата на парламентарното собрание на НАТО во Љубљана и изјави дека руските ракети од новата генерација можат да стигнат до европските престолнини за неколку минути. Руте нагласи дека НАТО не треба да ја подценува руската закана, но во исто време не треба да ја преценува и својата воена моќ. Тоа беше се во овие вести за денеска. Ви благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.